Здраво на сите и добре дојавте во моето ново видео. Денес, после доста долго време, буквално мислам дека се поминати многу месеци, решив да снимам Q&A видео каде што ќе одговарам на ваши прашања. Обично овие видеа нешто не ми се претерано интересни поради тоа што како поминуваат годините прашања да многу се повторуваат, ама овој пат на сторито нагласив дека сакам да има некои нови прашања, некои поинтересни прашања, така што се надевам дека ќе налетам сега на многу интересни прашања. Така што ајде да видиме што сте прашале. Ако не би бил јутубер, што би работел друго? Во секој случај би било некоја креативна работа, би било или можеби графички дизајн, би било можеби снимање, сликање. Мислам дека не би можел да правам нешто што не е креативно, ако мора да биде тоа. Кога ќе го завршиш студиото, сета под Sony морав. Не знам, последниве неколку месеци се наоѓам на некое баш чудно место каде што се ми онака оставено на стендбај. Работата е што ако јас се запнам и решам да направам дека тоа ќе се заврши околу 2-3 дена, така што сега баш периодов сум доста мотивиран да завршам тоа што сакам да го завршам, така што еве се надевам пример да речеме до крајот на овој месец дека би го имало она што сакам да постои тука и после тоа се надевам дека конечно ќе дојде моментот кога ќе ви снимам долго ветениот студио тур, така што доаѓа. Со кого ти било најинтересно да снимиш 90 секунди? Овие прашања се секогаш толку неблагодарни да кажам затоа што сите епизоди си ги сакам, ама не знам стварно. Вака како се навраќам, можеби епизодите со Талат и со Инспектор Томе сум се смеел најмногу, ама има и многу епизоди. Пример, некои 90 секунди кога ги снимаш, доаѓа лично што и не можете така нешто лесно да се склопите и само снима, фала ти и си оди, а со некој остануваш по саат, 2-3 да правиш муабет, да се запознаеш убаво. Така што имам многу мили епизоди, али ета како некој најинтересни би ги извел можеби Талат и Инспектор Томе. Животни цели. Стварно не се фокусирам на ова последно време, некако како тера животот все повеќе ме учи на тоа да уживам тоа што се случува денес и да не се преоптеретувам толку што ќе биде утре, да планирам што ќе биде за 5-10 години. Тоа што најмногу сакам и ми е животна цел да останам здрав и среќен, па се друго верувам дека ќе се наместат коцките кога што треба. Дали во иднина планираш да купиш нова кола и ако да, што кола? Ја освари сами текна си го враќам филмот дека ја никош не сум ни ви кажал што кола имам, каква кола имам, не гледам ни некоја си посебна потреба за тоа. Рано ми е уште за нова кола, мислам дека и таа што имам ќе ме служи некои 2-3 години, уште најмалци и дека ќе си бидам задоволен со таа. Не се преоптеретувам толку со коли, сакам само да може да ме однесе од точка А до точка Б и нема потреба ни да кој знае што, немам ни мерак да купувам кој знае што, туку скроз си поштувам коли и да земеш од 2-3 евра на старо. Значи, кола си е кола, само тебе да ти прави мерак и да ти служи најбитно. Дали планираш некоја нова тетоважа и каде? Ова прашање нонстоп се повторува и тоа кога веќе имаш тетоважи е нормално прашање да се поставува. Во моментов немам никакви планови, не сум размислувал за ништо, не сакам ни да ставам никаков притисок, чекај бе, тетоважа, одамна не сум стела, што да ставам? Не ни треба така да се гледам тетоважите, ако во некој момент од животот одлучам и добиам желба за нешто, тоа ќе го направам одма, така да сега немам некоја таква идеја. Кога сакаш да запознаеш и да направиш со него 90 секунди? Многу луѓе, зависи дали прашуваш луѓе од Македонија што ги немам снимано, луѓе од Балканот, луѓе од светот. Ако бирам од светот, не знам зошто, ако се продлабочам ќе најдам уште повеќе луѓе што сакам. Прв што ми падна на памет е Шон Мендес, не знам зошто. Си го поштам човекот, го пратам уште кога имаше кавери со 100.000 views, затоа многу онака сум некако поврзан со него, али ако размислам ќе има многу други луѓе, ќе трае многу Q&A толку ако продолжам да зборам премногу. Од Балканот би сакал многу да направам со Душан Петровиќ, затоа што исто така многу си го поштувам. Од Македонија, ета можеби би рекол ко сите се сложуваат сите дека 90 секунди не е 90 секунди ако јас во текот на сезоните не снимам епизода со Игор Џамбазов. Јас тоа изминативе години го пробувам. Ми нема успеано. Ако некогаш добиам повратен одговор или ако некогаш успееме да се договориме, ете од Македонија можеби најголема желба во моментов ми е во моите 90 секунди во таа моја историја на епизоди еднаш да се појави Игор Џамбазов, би сакам. Дали би пробал некој друг тип на гейминг од страна на virtual reality или пак FIFA, RPG games? Сакам.
Сакам многу да експериментирам и последно време, не знам колку го следите вториот канал, ама последно време баш пробувам и повеќе да експериментирам. Имав цел серијал со God of War, за брзо спремам уште еден нов, така што не е само Fortnite и Minecraft, туку пробувам Stefan Play со текот на времето да станува се повеќе. Дали се пресели во станот што го зеде? Не го гледате толку како стан, туку ова мене ми е студио и ова ми е место каде што јас сум тука за да вршам мојата креативна работа и да немам никаков притисок да снимам на друго место и да можам во секој момент кога нешто ќе посакам тоа да го направам. Така што не живеам тука, си живеам дома, тука најчесто доаѓам за да снимам, стримам и така натаму. Твое лично мислење и перспектива за заминувањето на GP од YouTube. Ова прашање најмногу го одговарам од причина што сакам прашањето да го оттргнам од моја адреса затоа што со месеци и јас чувствувам некаков притисок со самото тоа видео што го направи Чекор. Кај мене доаѓаат сите прашања што мислиш, не гледам толку голема причина и да се направи такво видео затоа што како што направи други многу луѓе. Тоа што најмногу би го изнел сега на камера е јас истиот ден му пишав, само што никош не добив повратен одговор затоа што не знам ни што избриша, што користи, што останал, што можел да види. Му напишав еден убав текст што уште не знам дали го видел некогаш. Мислам дека само ми е премногу криво што се случи тоа затоа што се броиме на прсти колку сме. Голема штета е да замине човекот што оваа сцена ја оформи и што отвори врата за сите и некако го направи јутјуберството тоа што е денес и ми е многу голема штета од таа перспектива и искрено се надевам дека еден ден ќе се врати затоа што некако од моја перспектива мислам дека кога ќе го почнеш овој, кога ќе го работиш со толку љубов дека не можеш, некако станува дел од тебе и е многу тешко да го отргнеш. Може би он ќе успее во тоа, ама јас искрено и знам милијадници од вас дека би сакале тоа што случи, така што моје мислење е само дека ми е премногу криво како и на сите вас и дека се молам и се надам дека еден ден ќе се врати. Дали си се уште со истата девојка? Да, скоро 3 години веќе. Дали ќе има нова песна? Последниве години веќе се повеќе од 2 години мислам дека сум скроз, ако не си 3, кога искочи извини последно, па тоа е моје последно. Сум скроз отргнат од тоа, не викам дека нема да искочи некогаш, ама затоа што стварно сакам, мислам многу интересни проекти и сакам на некој таков креативен начин да изнесам некојаш пак во животот. Веќе онака да листаш кај мене во ноутс, во тефтер има идеи, ама тоа секогаш ќе биде нешто длабоко и секогаш ќе биде, не верувам дека некогаш ќе правам нешто површно, туку кога нешто ќе се решам да направам, ќе гледам да остави многу поголем печат од извини и да биде онака да личи на мене, да бидам јас. Кажи нешто околу годишните филмски номинации за Оскари. Ви спремам видео. Имам тоа да ви кажам, во моментов ги гледам филмовите и планирам едно многу интересно видео за Оскари каде што ќе ги коментирам и ќе ги рангирам од најлош кон најдобар топ 10 филмови. Така до моментов ги гледам, кога ќе ги догледам следува такво видео. Јас пример сум многу возбуден тоа да го снимам и едве чекам. Знам дека нема толку добро да помина, ама ете ако некој го интересира филмови, тоа му интересно, следува такво видео. Од кој пат положи градска? Тоа помина годинава во јули, ќе правам 2 години и конечно ќе можам да возам после 11. Положив од 3 или 4, изгледа 4 пат. Тоа никош не сум го зборал и сега поише ќе биде како сторите, ама еве на кратко, првите 2 пати паднав ради по моја грешка, од тоа што премногу паничам и буквално моето возење 2 пати траеше по 30 секунди. А третиот пат извозев се добро, ми рекоа не ме убеди доволно. Не знам со што треба да се убедиш, дали тоа се материјални средства или со што и да се убедува во оваа земја. И четвртиот пат положив, пак извозев се нормално, ми положија и ми рекоа кога ти е роден ден, реков 16 септември, ми рекоа рачунај дека ова ти е поклон за роден ден. Скроз непотребен коментар затоа што јас верувам дека се извозев добро и денес возам уште подобро, ама ете. Така, положив од четврти пат. Што би му кажал на Стефанот пред 10 години? Па мислам дека тоа јас веќе го направив. Јас тоа го направив веќе се извини и целата поента на песната извини беше тоа, така што слушнете песната и ќе видите што би му кажал. Како беше, не се плаши, нема стои, ризикуве повеќе, не губиш ништо, само ќе добиеш или ќе остане исто. Треба многу повеќе да се ризикува во животот. Дали ќе играш God of War Ragnarok кога ќе искочи? Yes.
И се заразив многу со God of War, така што немам PlayStation, тоа ќе биде само за PlayStation, а мислам дека у последниве месеци што ќе видите видео како правам unboxing на PlayStation 5, затоа што е неизбежно да го направам тоа, кога веќе играв God of War и толку е засакав, нема шанси да не направам серијали за Ragnarok. Ќе има ли 100,000 subs на Stefan Plays? Ке има. Сакам да верувам на тоа дека ќе има, затоа што така беше за Стефанатор од првиот ден кога почнав да снимам на YouTube, јас бев ко јас ќе имам 100,000 субскрајбери, така што и Stefan Plays ќе има 100,000 субскрајбери. Ако сакате да ми помогнете во тој мој нов сон, си најдов една многу нова љубов и што многу живам да го правам гейминг контент и Stefan Plays каналот, имате линк доле, ќе ми значи многу да се субскрајбнете и да бидете дел од тоа мое ново патување и што побрзо стигнеме до тие 100,000. Да закачиме после тука уште еден Silver Play button. И првиот тука не ми е закачен, ама ќе биде во текот на месец. Уште колку од мапата. А сега ќе ти кажам точно, имам во notes, затоа што ги броев. Ова е за мапата со која патувам низ Македонија, што ја гребам посетени места. Имам посетени 66 места од вкупни 114, така да уште некои 48, мислам дека ми памтат ако ми е добра математиката. Уште баја ги, ама повеќе од пола пат веќе ми е поминат. Каде да најдам научари за на компјутер за да не ми штети на очите? Ако најдеш кажи ми на мене, затоа што ја последниве месеци се размислувам, сакам нови рамки, треба пак да одам да си ги проверам очите, затоа што мислам дека си ги имам расипан уште толку од последниот пат вакво. Сакам и нова заштита и сакам да имаат онакви плюс да лепам да ми бидат и за сонце и за се, така што ете, ако некој знае или ако некој оптика стигне ова видео, сакам научари. Дали ќе играш The Forest 2? Да. И сега кога се спомнува Forest, многу ми е криво што тоа нема биде со Марко ко за првиот дел, ама морам да играм. Тоа е игра што остаи такаков печат и толку ми има онака враснато во срце, така што мора да се види што направиле после толку години со двојката, мора Forest 2 да се игра. Stefan Plays, subscribe. Искрено, со 4 точки, како си? Немам појма. Последниве денови сум многу среќен. Некако последниве неколку месеци ги земав онака баш да работам на психичкото здравје и да бидам подобро, ама сакам и да се држам доста зафатен за да и немам толку време да размислувам и толку да се претретувам со прашањето како си. Знам многу длабоко, али предпоставам и те интересира и предпоставам и некој друг од вас ме интересира после се што ми се изненаси годиниве. Би кажал многу добро и оди кон многу подобро. Верувам дека Стефан за 1 до 2 години ќе биде на многу подобро место од тоа што бил цел живот и дека ќе бидам многу постабилна личност од било кога. Дали би влегол во реалити? Не. Сега во глава ми се врти кој нешто ко Survivor, ко се, али мислам дека ништо. Луѓе што влагаат во реалити влагаат само за внимание, тоа не сум јас, така што не. Последниот пат кога си плачел и зошто? Плачам јас секој ден. Гледам многу филмови. Така што кај мене филмови посебно затоа што и овие за Оскари и многу други различни се знае многу да ме допре и филми, серија и се, посебно некои баш онака длабоки филмови што знам да си ги одберам, така што многу често и најверојатно последниот пат кога сум плачал било ко вчера, завчера за филм. Не сакам сега да ви кажам кои филмови што, затоа што тоа ќе биде во некој друго видео, ама можам да ви кажам ете завчера за филм. Дали ќе видиш поредовен на главниот канал? Многу сакам, ама и во исто време последниве месеци не знам каде сум, затоа што не знам накаде веќе да ги терам моите содржини. Сакам повеќе да правам тоа што јас сакам да правам, истовремено ќе ме демотивира некогаш некоја мала бројка на тоа што јас најмногу сакам да го правам. 90 секунди се тука и тие ќе тераат, али 8-90 секунди се уште пробувам да се договорам со себе што сакам, ама ќе се надевам еве сега што ми се на ова видео да го снимам, мислам дека во следните месец дена, два, дека ќе стане многу поредовен. Знам, ја многу се заразив со тој гейминг и Стефан Plays канал да го отворите имако предходниот месец февруари. Февруари имаше 28 дена, Стефан Plays имаше можеби некои 14 или 15 аплодс. Скоро секој ден имаше или видео или стрим. Се надам дека тоа ќе го донесам на Стефанатор. Се уште пробувам и се борам да најдам некој баланс помеѓу Stefan Plays и Стефанатор, ама сакам да сум поредовен тука. Дали знаеш да скијаш? Не знам.
Не знам, многу такви работи не знам во животот. Сега ми е уште пошубе затоа што некаде во 7-8 деление ја скршив раката, се уште имам, не знам дали се гледа, колку се гледа, дека без ночери не гледам во такво екранот. Имам огромен рез што ја ги скршив двете раце од коските со лизгање. Се лизгав онака на мраз, буквално намерно 2 сати на крај. Мислам дека ги имам разкажувано тој на YouTube некад. Ги имам скршено двете коски на рацете, имам правено 2 операции за тоа и ради такви моменти ми е се уште страф. Али се надам дека можеби некогаш во животот би се впуштил и би пробал. Некако побезбен. Вежбаш или се откажа? Се откажав откако ви кажав дека почнав. Тоа беше пред неколку месеци во некој влог, ама сега последниве неколку денови се вратив на тоа и почнувам некој скроз ново поглавје во животот, каде што почнувам да се исхранувам здраво, да вежбам секој или скоро секој ден. За неколку месеци ќе можете и тоа да го видите, али мислам дека овој пат е конечно и дека сега сум најрешителен и најцврста одлука до сега што имам донесено за вежбање, така што сега вежбам пак и одиме јако. Колку мрачно прашање. Ако е крај на светот, што би било последното нешто што би го направил? Јонче, поздрав и од тебе. Би ги гушнал најсилно тие што ги сакам. Зашто да правиш друго? По колку време ти треба за едно видео за чудувачки факти? Многу. Ова мислам дека ги имам и порано заборено, ама за чудувачки факти мене ми одземат многу време од причина што ако јас најдам за да ги најдам тие 10 пример да речеме за чудувачки факти, јас ќе поминам, не претерувам, ќе поминам кон 200 факти. И ги читам и онака одлучувам што мене од тие факти најмногу ми има зачудено и сум рекол ова треба да оди во видео. Така што поминам премногу факти, ако гледам колку факти може да се најдат, ја можам да терам 1000 делови од факти, и ако ќе заврши на 100, го имам тоа кажано одамна, ми треба многу време, еве да речеме за цело видео од барање до факти, до едитирање, до тамнели, до се, дека би ми одземале кон некои 8 сати. Каде се гледаш за 5 години? Ова е слично прашање на тоа што со целите во животот. Би кажал дека се гледам за 5 години многу поздрав, многу посреќен, многу постабилен и се надевам се уште на YouTube. Зошто не? Дали планираш да се офарбаш во некоја боја? Ова го одговарам затоа што стварно сакам одамна. Ќе се деси. Ќе се деси, многу сакам, не ви откривам ништо, ни бои, ни како размислувам, ама веќе година дена и многу, може и по-дамна размислувам за тоа, така што ќе се фарбам, ќе експериментирам, сакам да пробувам работи, сакам да правам различни работи. Како си после сите овие настани што се случуваат? Изморено. Веќе мислам дека и на сите нас не е преку глава и од корона, и од сега нови војни, и од поскапување на работи, и само некој притисок, и само некој нешто преку глава ми е мене веќе. Предпоставам дека и вие се осеќате така, и ова беше последно прашање. Ми е преку глава и стварно се надевам дека се гледа крај на ова и дека последниве година, 2 ќе почнеме да живееме како што некогаш сме живееле. Се скратија буквално кон 2 години, еве ако не и повеќе, од многу убави години каде што сме можеле да направиме многу работи и последниве 2 години кои носат само лоши работи. Многу лошо се чувствувам поради сите овие работи, али се надевам дека се гледа крајот и стварно сум оптимист дека конечно ќе заврши цело. Тоа беше моето Q&A после долго време. Се извинувам ако ви требаше прелого, ако ви одземам многу време, ама ете сакав да одговорам на тие прашања што јас сметав дека се нови, најинтересни и актуелни моментов. Фала ви што сте тука. Ако го гледаш до тука видеото, ми значи многу што го имаш изгледано ова видео и стави лајкче на ова видео, субскрајбни се на каналот, субскрајбни се на вториот канал. Дури ако не гледаш гейминг, а сакаш да ме поддржиш, стварно ќе ми значи многу. Ако не ти значи ништо, тебе едно црвено копче да стиснеш, мене верувај ми менува многу и ми значи многу. Се надевам поактивен и на овој канал и се гледаме со некои нови видеа, веќе имам запишано јаки ствари, така што треба само Стефан да седне, да се реши и да почне да ги прави. Фала ви, чувајте се и се гледаме следно видео. Чао!